почитуван премиер Ковачевски, почитуван евроамбасадор Гири, представници на делегацијата на ЕУ, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Навистина ми е задоволство што денес имаме можност да представиме уште еден чекор, би рекол клучен во подготовката на Северна Македонија за преговорите со Европската Унија. Со официјалниот почеток на преговорите во јули оваа година се наметна и потребата итно да го консолидираме и координативниот механизам за водење на предпристапниот процес. Според мене, клучната алка, која ќе обезбеди координација и поддршка на сите реформи поврзани со евроинтегративниот процес и имплементација на спогодбата за стабилизација и асоциација која останува во сила се до потпишувањето на пристапниот договор за членство во Унијата. На денешната тематска седница владата ја усвои одлуката за воспоставување на структура за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија. Да се присетиме, во 2019 година владата донесе сет на одлуки со кои се воспостави механизам, но се утврди неопходност и потреба истиот да се промени од повеќе причини. Најпрво, процесот на проширување е сменет, а критериумите за членство во Европската Унија се изоструваат, особено по усвојување на ревидираната методологија за пристапни преговори во 2020 година. Заради зголемениот број на новини во процесот, нема модел на искуство кој би можело да се земе во предвид од земјите кои досега преговарале или се уште преговараат, бидејќи оваа методологија првпат се става во функција. Затоа ни треба наш автохтон нов модел за координација, кој во целост ќе ги рефлектира новините од ревидираната методологија за пристапни преговори од март 2020 година. Новата методологија исто така наметнува многу пополитички пристапни преговори, на начин што целокупниот процес на преговори го подигнува на многу повисоко политичко ниво и тоа во сите фази на преговорите. Со денешната одлука на владата за ревизија на координативниот механизам за пристапни преговори, се одлучуваме за нова структура која го поедноставува овој механизам и воедно ќе го направи хиерархиски пофункционален, поефикасен и поефективен. Што е тоа што го предвидува оваа преговарачка структура? Заради зголемена ефикасност на функцијата при водење на преговорите се воспоставува главен преговарач, функција која ќе ја вршам јас како заменик председател на владата заложен за европски прашања, а која ги спојува и политичките и техничките елементи од преговорите. За да се обезбеди хиерархиска конзистентност, ќе има и позиција заменик на главниот преговарач, функција која ја врши државниот секретар за европски прашања, кој е воедно и председавач на Комитетот за стабилизација и асоциација, тоа е госпоѓа Дрита Абдиу Халили. Телата кои што беа предвидени со одлуките во 2019 остануваат, поточно Комитетот за преговори, председаван од председателот на владата Ковачевски, како највисоко политичко работно тело на владата за координација на пристапните преговори. Во ова тело членуваат исто така и 4 вице-премиери, министерот за надворешни работи и министерот за финансии. Државната делегација за преговори, која ќе ја предводи министерот за надворешни работи Бујар Османи, како шеф на делегацијата, а во неја членуваат и главниот преговарач, заменикот на главниот преговарач и шефот на мисијата при Европската Унија. Истата делегација ќе ги презентира официјалните преговарачки позиции во име на државата на меѓувладините конференции. Групата за преговори, која представува стручно тело на владата за координација со институциите и подготовка на предлог преговарачките позиции, а воедно и помошно тело на главниот преговарач, во неја членуваат и заменикот на главниот преговарач, членови или преговарачи задолжени за одредени кластери, области и поглавја во преговорите, а како дел од групата за преговори, меѓу другото се воведуваат и 3 нови позиции: главен економист, кој ќе ја врши хоризонталната координација на економските политики и соодветните поглавја врзани со нив, следењето на координацијата на сите правни акти од правен аспект, како и оформување на содржината на нацрт пристапниот договор со ЕУ ќе го врши главниот правник, и главниот антикорупционер, кој ќе врши хоризонтална координација на сите политики во борбата против корупцијата и спречувањето на судирот на интереси. Четврто тело е работниот комитет за европска интеграција, кој го сочинуваат сите државни секретари на сите институции, го предводи главниот преговарач и неговиот заменик, генералниот секретар на владата и секретарот на секретаријатот за законодавство, како и членовите на групата за преговори.
Ова тело ќе го следи спроведувањето на спогодбата за стабилизација и асоциација и ќе ги координира активностите поврзани со пристапните преговори. Покрај државните секретари на сите институции ќе го дополниме и со членовите на групата за преговори. На пето ниво се работните групи за пристапни преговори со помошни тела на работниот, како помошни тела на работниот комитет за европска интеграција, сега организирани според новата методологија по кластери, по области, 3 области и по поглавја, 33 поглавја. И истите ќе учествуваат во подготовка на анализи за степенот на усогласеност на националното законодавство со правото на ЕУ и подготовка на нацрт преговарачки позиции. Единствена точка за координација или секретаријат на целиот процес ќе биде секретаријатот за европски прашања со оглед на надлежностите што му ги дава законот за влада и улогата на СЕП низ годините. СЕП ќе биде и депозитар на целокупната документација поврзана со пристапните преговори и во сите работни групи ќе има представник, координатор од СЕП надлежен за методолошките и процесните аспекти и координација со останатите тела на структурата на преговори. Заради важноста и улогата на собранието во процесот на донесување на законските прописи, неговата улога во пристапните преговори ќе се дефинира со меѓусебно договорен акт, во кој што пред се ќе има улога Комисијата за европски прашања и Националниот совет за европски интеграции, во кој ќе биде и додадена или дефинирана улогата на опозицијата. Во наредните денови се планирани средби со претседателот на Националниот совет за европски интеграции, зашто подаваме рака опозицијата да се вклучи во овој процес. Дополнително ќе биде дефиниран механизам за утврдување на начинот и динамиката за информирање на претседателот на државата за пристапните преговори, а одлуката на структурата за преговори предвидува и можност за представниците на граѓанскиот сектор да учествуваат во работата на работните групи. Јас веќе имав прилика да одржам неколку средби и консултации и тоа ќе продолжи во наредниот период за заеднички инклузивно да го дефинираме моделот за соработка. Своје место во процесот ќе има и бизнис заедницата, зашто одржавме веќе една средба со коморите, бидејќи во введувањето на новото европско законодавство и стрикната примена на европските технички стандарди имаат директно влијание на економските оператори и нивната конкурентност на домашниот и меѓународниот пазар. Ова е шанса и за компаниите. Ќе се воспостави и соработка со академската заедница во пристапните преговори, како и со локалната самоуправа, затоа што добар дел од новото европско законодавство што ќе се транспонира во домашниот правен систем ќе се спроведува и на локално ниво преку општините. Почитувани граѓани, целта која си ја зададовме е завршување, како што кажа премиерот, на преговорите до крајот на оваа декада и членство на Северна Македонија во Европската унија до 2030 година. Нашата иднина е во Европската унија и затоа е потребно преку максимална посветеност и ангажираност да се вклучиме, да искористиме шансата која е пред нас и со брзи чекори и самоуверено да одиме напред кон полноправно членство во Европската унија. За сите нас следува динамичен период и за институциите и администрацијата, но исто така и за сите делови на општеството кои што ги спомнав. Каде ќе имаме адресирање на бројни аспекти, бројни теми, во рамките на 6 кластери, 3 посебни области и 33 преговарачки поглавја. Само ако сме искрени и низ целосна мобилизација на сите ресурси со кои располага државата, ќе имаме ефикасно спроведување на потребните реформи и подготвено за следната фаза, а тоа е отварањето на кластерите и поглавијата. Пред нас е тешка задача, која е сепак остварлива, бидејќи имаме јасна поставена цел и визија за нашата држава. Околу таа визија и околу оваа стратешка цел треба и мора да се обединиме сите, вклучувајќи ги и опозицијските партии, бидејќи ова е процес од интерес на државата. Целосно сме подготвени за почеток на скрининг процесот и убеден сум дека ќе исполниме динамиката на предвидената рамка за завршување на овој процес. Нека ни е со успех и нека ни е со среќа. Ви благодарам.